Добро утро, почитувани гледачи. Днес ќе разговараме генерално за енергетиката и посебно за хидроелектраната Чебрен, која со децении е констатирана од многу влади дека е стратешки објект. Но, еве, не успева никако да се изгради, иако имало неколку обиди, се барало концесионер. Ова влада најде начин и за концесионер го определи грчката фирма ППЦ, Архиродрон, ја доби концесијата и да видиме што од тоа Македонија ќе добие, какви бенефиции има, бидејќи очигледно станува збор за важен објект енергетски, кој што, како што реков, многу влади се обидувале да го направат. Наш денешен гостин е директорот на ЕСМ, Виктор Андонов. Добро утро, господин Андонов. Добро утро, само да ве коригирам. Директорот за развој инвестиции во ЕСМ. Добро, директорот за развој инвестиции, значи вистинскиот човек кој што може да одговори на многу прашања кои што се отворија во јавниот дискурс. Прво, бидејќи 30 години сите влади се обидувале да го направат, навистина станува збор за важен објект. Кои се бенефитите, зошто се прави овој проект, зошто е важен за македонското електростопанство? Така, благодарам на поканата, благодарам на прашањето. Овој проект произлегува од, морам да кажам, долгогодишни анализи и студии, кои се пред се произлегуваат од развојот на сите наши, да речеме, реки во Македонија. Овде конкретно станува збор за како дел од интегралниот развој на реката Вардар, бидејќи реката Црна е најголемата притока на Вардар. И таму од некаде од 50-тите, 60-тите години на минатиот век, уште додека сме биле во Југославија, се правеле сериозни анализи за идниот развој на Македонија како дел од Југославија, за развојот на земјоделството, за развојот на потребите со вода, за развојот на целата вкупната економија и токму поради таквите причини се прави и развој на ваквите објекти, бидејќи првичниот бенефит од изградбата на големи хидроелектрани е токму прво заштита од поплави. Значи заштита од поплави, регулација на речното корито на Црна река, контрола на употребата со вода. Потоа овде сега како заради климатските промени уште поизразено ќе биде потребата од вода. Така да, како генерални бенефити, тоа се приоритетните бенефити од Чебрен и од сите. Струја. Така, струјата е последен. И така и во овој објект е така, бидејќи и согласно законот за води, приоритет за водата за користење не е електричната енергија, туку е водата за пиење, за наводнување. Така електричната енергија мислам дека некаде на 4-5 место збориме за производство на електрична енергија. Така да главните придобивки за Чебрен кога бил проектиран како голема хидроелектрана биле токму тие и делот, бидејќи вие градите веќе секако брана, се користи водата за производство на електрична енергија и како таков повеќе од 50-60 години, значи збориме за сериозни куки, значи сериозни анализи. Една од најголемите која е правена во текот на 73-75 година е интегрален развој на реката Вардар, работена од американски конзорциуми, во кој дел од конзорциумот е MIT, Универзитетот од Америка, кој денес е во најдобрите 10-20 универзитети во светот. Значи, збориме за сериозни и кредибилни компании. И токму благодарение на таа студија во 78 година тогашното собрание на Социјалистичка република Македонија усвојува водостопанска основа на Македонија. Во таа водостопанска основа се дефинирани сите коти на реките на кои треба да се изградат брани. Што значи котата на Чебрен која денес се зборуваме била дефинирана во 1978 година. Веќе некој денес сака да каже дека котата била намерно оставена толку високо за да грците имале крајен бенефит. Не, котата е дефинирана во 1978 година. И во 1978 година сигурно Грција не била политички во поповолна позиција од Југославија. Така. И имаше 13 тендери. Да, вака сега како зошто сега повторно владава? Така како почнува осамостојувањето на Македонија и тогаш имало развојни планови во електростопанство и тогаш Чебрен бил дел од развојните планови. Така е. Меѓутоа тогаш била донесена, согласно информациите, била донесена одлука да се гради Козјак. Веќе Козјак, исто првичната намена на Козјак е заштита на Скопје од поплави. И тогаш е донесена одлука да се гради Козјак и тогаш е започната на почетокот, таа е завршена во 2003-2004 година.
така да Чебрен не било донесена одлука да се гради како државна инвестиција, туку се прави првиот обид Чебрен да се додели на странски инвеститор. Значи, збориме за 93-94 година и тогаш биле најсериозни инвеститори кои биле заинтересирани за Чебрен биле австриската Вербунд и германската RWE, што е денес најголема компанија во Европската унија. Значи, збориме од почетокот на 90-тите па до денес, интенција на сите влади, на целото управување, Чебрен да се додели на приватен концесионер. Значи, може да кажем дека имал општ политички консензус за тоа прашање да биде регулирано така. Но не успева. И не успева. Зошто не успева? Зошто тоа се? Па сега зошто не успевали? Не можеме да кажеме. Дали беше до финанси, дали беше до храброст, дали беше до политичка одлука, но не успева. Во некои моменти мислам дека требаше да има и храброст да се донесе одлука, тоа е посебно мислам дека во 2008 кога имаше сериозна понуда од RWE, од германската компанија, најголема денес е најголема во Европа RWE. Тогаш мислам дека требаше поголема храброст, меѓутоа нели тогаш се случува, имаше избори предвремени, па промена на влада. Но имаше обид и се чини главата на Заев кој беше премиер, имаше обид да рекоа ај ќе направиме, сами ќе направиме. Тоа што дека беше проценката 300 и нешто милиони евра. Па добро, тоа зависи пак очигледно дека варијантите не била 300, туку зависи која варијанта се гледала, бидејќи последниот обид. Значи не е дека не сакала Македонија да го направи. Тоа е значи по последниот тоа било како обид после нели доаѓањето на владата во 2017 година. Имаше анализа направено на претходна постапка кај што има доставено понуди за технички решенија, над 36 технички решенија. Значи консултантска фирма била ангажирана Фихнер да ги анализира доставените технички решенија. И таму има анализирано неколку решенија. Едно од тие 4-5 да кажам физибилни решенија имаше со пониски брани и мислам дека тука инвестицијата беше пониска, меѓутоа кај во овој проект, како што кажав и во воведот, клучни аспекти треба да бидат водата и водоснабдувањето и токму затоа ни одговарат по висока брана. И треба само да гледаме на Чебрен како енергетско искористување, затоа што според експертите, според експертите еве кои се во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, управата водостопанство, кажуваат дека единствена локација во Македонија на која може да се изгради толку висока брана е Чебрен. И треба да сме паметни за да искористиме токму од тој аспект. И овој состав на влада реши да го продолжи и продолжи напорите нели последните 20 години. Постапката е започната во 2020 година, значи тогаш беше прво мора да знаеме дека тогаш беше период на техничка влада, промена на владата со техничка влада. Одлуката е донесена на крајот на декември во 2020 година на 24 декември, значи точно пред техничката влада. И тогаш да се потсетиме во 2020 започна и техничка влада, ни се случи ковид кризата во светот. Иако таа постапка, нели, сегашната што ја збориме, беше предвидено да заврши порано, меѓутоа поради ковид се одложи најмалку за година и пол, бидејќи компаниите нема пристап до институции за да обезбедат документи кои ги баравме. Бидејќи постапката започна со предквалификација, нели, за да некои компании бидат квалификовани, потребно да видиме со каков капацитет располагаат, дали се финансиски способни, дали се искусни и мора да достават одреден тип на документација, бидејќи институциите во Европа не работеа, имаше неколку одложувања на роковите за на крај да добиеме 10 сериозни европски и светски компании. Сега ќе ве запомнам секунда, бидејќи сега во јавноста почнаа разни коментари да има, еве ќе слушнеме едно мислење на еден од позначајните експерти кои што медиумите често користат, професорот Константин Димитров, да видиме тој како оценува што треба да биде со Чебрен. Како ја земеше Македонија да гради? На 7 години. Тоа ќе беше по 100 милиони евра. Дали 100 милиони евра не се големи пари за државата. Ќе се откаже од неколку луксузни коли, ќе ги имавме парите. И тоа ќе беше македонска компанија, која што од првиот ден производството на електрична енергија ќе беше македонско, со таа вредност. Ова е лошото. Тоа беше шанса со пари од државата да се помогне на производните компании. Добро, сега да слушнеме уште една изјава од господинот Константин Димитров, дадена многу порано. Се доаѓа до една веројатно состојба кога се согледува дека треба
да се најде заеднички јазик, целосно кој што е прифатлив за двете страни. Според мене единствено правилно решение за да најдеме концесионер. Некој што би сакал собствени средства да вложи, да произведува електрична енергија, која што ќе ја продава на отворениот пазар. Две различни изјави од еден ист експерт, како е можно вака да се промена состојбите, бидејќи очигледно во тоа време, како што рековте, сите биле свесни дека се бара концесионер, странски концесионер. Сега наеднаш се подигна патриотизмот во јавниот дискурс, зошто Македонија сама не го прави и зошто го дава на странци. Токму така, еве, како што ве ги презентирав податоците во последните 30 години, сите влади сакале на овој начин, затоа веројатно што сметале дека тоа е најисправниот начин, бидејќи станува збори за поспецифичен од енергетски аспект, нели, пумпна акумулациона централа, градежните работи и самото димензионирање, дизајнирање на проектот е различен од обичните хидроелектрани, токму поради пумпите, бидејќи сега последните електрани што ги имат само турбини за производство и генератори, а сега треба да имат турбини и за пумпање на електрична енергија. Тие се инсталираат на посебни начини, ние такво искуство немаме. Дали можеме сами, еве јас како инженер би сакал сам, меѓутоа немаме одговор на прашањето зошто. Еве, ние се наоѓаме во 2023 година и денес треба да донесете одлука дали да го градиме, меѓутоа треба да имате во предвид дека 30 години не сме го изградили. Значи, за мене логички е, ако 30 години не сме изградили, дали може да не се случи пак и во наредните 30 години да не го изградиме. Така да, оваа процедура сметам дека е правилна и во претходниот период. Има ли политизација генерално? Очигледно, ако ја гледаме изјавата сега што ја слушавме, ако не станува збор за промена на ставовите, станува збор за политизација. Не може пред 5-6 години да кажувате дека тоа е единствен начин да се избере концесионер и дека тоа е се добро, а денес да кажуваме дека најдобро би било македонските инженери, македонските компании. Видете, Чебрен ќе биде една од најголемите електрани во Европа. Збориме по висина на брана. Инсталираниот капацитет не, ама меѓутоа по висина на брана еден од најголемите. Во тој објект ќе работат, ќе има потреба прво од голем број на инженери во фазата на проектирање, на дизајнирање на проектот. Голем број инженери во фазата на изградба. Тие било кој да е концесионер не може да ги донесе од дома. Баш инфраструктура, патишта. Така, значи има овде работа и искуство за сите, и за овие студенти што денес се студенти што студираат, што ќе завршат, и за тие што веќе имаат искуство некакво во проектирање, значи ќе има потреба од инженери. Еве сега за автопатиштата, нели, слушаме дека имаат каравани низ градовите, не можат да најдат луѓе. Што значи ќе има луѓе и токму нашите инженери ќе го стекнат искуството како е да се гради еден ваков значаен објект. Значи тоа дека нема да бидат склучени е спин, не знам од кој интерес е даден, меѓутоа очигледно не е дека од стручен аспект. Ајде се малку за браната, колку таа ќе чини, колкав е уделот македонски во таа брана и колку време ќе се гради? Вака, според анализите и пресметките, еве последната студија врз основа на која се донесени одлуките во 2003 година како да се гради Чебрен, да речеме тоа е некоја финална студија во 2003 година, тогаш проценките биле дека ќе кошта 1 милион по 1 мегават. И Чебрен, проектираната инсталирана вредност е околу 330 мегавати, значи околу 330 милиони, тогаш сите тендери индикативна вредност, пак зборот индикативна треба многу да значи, бидејќи тоа е индикативна, никој не стои за таа бројка, туку кажуваме индикативна 330 милиони, значи тоа било во 2003 година. Имавме ни еден случај со Бошков мост, кој што исто беше вака 1 милион за 1 мегават и имавме процедура во 2014 година, ЕСМ, бидејќи ЕСМ сам требаше да го гради, имаше тендери за изградба на клучна рака, нели, за да го гради компанија во името на ЕСМ, најниската понуда беше 145 милиони. Значи од 2003 до 2014 дупло се зголемиле цените согласно понудите што стигнале во ЕСМ. Значи ова е сега како референца. Дали биле и тие оправдани или не знаеме, меѓутоа најниските понуди биле 144 милиони евра. Ова колку? 1 милиарда може да чини? Ова според понудите, овде сега треба да го гледаме како пакет, значи вкупната понуда Чебрен и Орлов камен. Орлов камен е брана од 60 на метар. И тие 60 на метар ќе коштат
сигурно над 70 милиони евра. Значи збориме Чебрен, Орлов, Камен, со сите дополнителни работи. И мислам дека и овде беше опфатени делот со камати, дека ќе биде околу на 1 милиарда евра. Сега тоа банкарите може да пресметаат, зависи како. Македонија колку ќе Ова морам да потенцирам се бројки од 2022 година. Ако гледаме релевантни извештаи од меѓународни агенции за енергетика, еве ние анализиравме една ИРЕНА, меѓународна агенција за обновливи извори на енергија. Таму цените просечни за 2022 година се $2.880 по 1 киловат. Што значи ако се пресметат Чебрен, инсталиран капацитет, Орлов, Камен, сите дека ќе дојдат точно милиарда само во изградбата. Меѓутоа има една добра забелешка каде што кажува 2022 година поради војната во Украина ги покачи сите материјали кои влијаат токму на цената на чинење. И само една година раст од 2022, 2021 25%. А сега веќе има тренд на намалување. Што значи дека до моментот додека не се направи детален проект со детални количини, спецификации, додека не се потпише договор, ние нема да знаеме крајната цена. Сега. Обврска е на инвеститорот да ја изгради. Нема ние да даваме никакви пари. Што значи и да биде 500 и 700 милиарда, се обврска на инвеститорот. Значи, пошто имаше тези дека еве сега тој намерно е ставил милиарда, за ЕСМ да даде 330 милиони. Пошто ако е 500 нема да биде 300, ќе биде 100 и нешто. Значи тоа не е така. Значи ЕСМ учествува со пристапен пат, изградба на приклучокна мрежа, експроприација на земјиштето и студија за животна средина. А Тиквеш? И Тиквеш. Тиквеш, уште во првите анализи, еве посебно пак ќе ја кажам студијата од 2003 година, заради поголема исплатливост на проектот и по оптимизирана работа на целата каскада, бидејќи овие тогаш треба да бидат Чебрен, Галиште, Тиквеш на една каскада. Сега Тиквеш е последен. Сега замислете, Чебрен да го гради само еден, така, и тој, за да се исплати инвестицијата, треба да работи како на него му одговара. Ако тој сам и работи како на него да му одговара, Тиквеш ќе зависи од неговата волја. Пошто Тиквеш, тој ќе ја регулира водата, ќе испушта, ќе ја стопира, ќе ја враќа кога ќе треба, Тиквеш ќе нема стабилен доток. И тогаш сега треба да навлеземе во спорови, помеѓу нели државата и доколку би ја дале во приватен, па овде имате земјоделци, дозволи за вода за наводнување, така, значи таа работа ќе биде тешка. И затоа Тиквеш од секогаш бил предвиден во сите анализи да биде дел од проектот за да ја подобри исплатливоста, али и поради вкупното оптимизирано работење. И сега, со овој тендер, со оваа документација е предвидено Тиквеш да биде доделен 3 месеци откако Чебрен ќе почне да работи. Што значи 3 месеци после датумот за комерцијално работење. Имаше дилеми правни, не знам зашто беа дилеми. Првата одлука за почеток на постапката е донесена е објавена во Службен вестник на Република Македонија во 17 јануари 2020 година. Таа е 2 година. 20. Се извинувам. И таму останало од одлуката од 2013 година останало врските кои треба да бидат доделени на ЕСМ, каде да бидат придонес на ЕСМ. Тоа е увидено дека е грешка и дека во оваа фаза, збориме на почеток на постапката, придонесот не треба сега да биде објавен во одлука, бидејќи ако ги гледаме сите одлуки, овде носам и стари постапки од 2010 година, во ниедна одлука не стоел кој е придонесот на државата. Туку стоело дека ќе биде дефиниран во тендерска документација и договор за заедничко вложување. Бидејќи процедурата е таа, имате тендер, као тендерска постапка инструкции, имате договор за концесија кој е дел од документацијата и договор за заедничко вложување помеѓу ЕСМ и инвеститорот. Во тој договор се дефинирани кои се врските на ЕСМ, кои се врски на приватен инвеститор. И тоа е дефинирано како така. Одлуката кажува, иако е избришан делот, кажува дека придонесот на ЕСМ ќе биде дефиниран во тендерската документација. Сега во нашата правна регулатива, ова е исто као закон, кога ќе имате закон и сега во собрание ќе се донесе закон за измена на законот. И ќе имате во одредени членови кај што кажува тој и тој член се бришат. Кој закон важи? Важи ново донесениот, така? Да. Новиот закон, закон за измена. На сила е тој, меѓутоа без членовите што се бришани. Така да и овде, на сила е одлуката, меѓутоа без членот што е избришан. Сега, веднаш после таа одлука е донесена, усвоена тендерска документација за фаза 1 и во таа тендерска документација се стои
ексклузивно право да управува држава. Тоа е, значи како што било кажано во одлуката, придонесот ќе биде даден во тендерска документација, така и направено. Како пише сега? Ексклузивно право да управува и одржува ХЕЦ Тикваш. 3 месеци по започнување со работа на ХЕЦ Чебрен. Почнување со работа. Да, значи тоа се тие 7 години разлика или 100 милиони кои претходно во постапката од 2013 година се дадени еве понудата. Еве во 2013 година, во 2013 година се спровела постапка каде што ХЕЦ Тиквеш се давал да биде внесен во заедничка компанија 3 месеци по датумот за старт на изградба. Што е голема разлика. Значи разликата може да биде проектирано е 7 години, а ако трае 10, значи таа сума од 100 милиони ќе стане 120, 130. Значи овде беше некоја проценка 100 милиони, меѓутоа со оваа постапка тие 100 милиони остануваат кај граѓаните. Значи вие го демонтирате ставот на Мицковски? Од објавените, не сакам да демонтирам сега став. Добро, како Господинот Мицковски е председател или на политичка партија, јас не сакам да коментирам изјави, меѓутоа бидејќи ме прашавте нели за одлуките, ова се објавени одлуки во службен весник. Овде во 2013 ХЕЦ Тиквеш да биде внесен во заедничка компанија 3 месеци по датум на старт на изградба на Чебрен. А сега во постојна тендерска документација стои 3 месеци по започнување со работа. Тоа е едната работа. Врз основа на таа тендерска документација понудувачите доставиле понуди. Во понудата има финансиски план. Во тој финансиски план стои дека Тиквеш во билансите се вклучува во 2032-3, кога ќе се заврши Чебрен. Значи нема ниту она недоследности, ниту створило кај понудувачите некаков конфликт одлуките, така, бидејќи точно, јасно во тендерската документација било назначено дека Тиквеш ќе се даде 3 месеци по изградбата на Чебрен. Не се дава, нели, сега тој збор е лош, се дава, туку се внесува како влог во заедничка компанија. 3 месеци по И тогаш, да речеме 3 месеци, Тиквеш, врз основа на законите тогаш што ќе вадат за трговски друштва, си има процедура како се спојува компанија, како се основа, како се внесуваат влогови. Во тој период ќе се спроведе точно како што треба од ЕСМ. И уште еден имаше една дилема дека со тоа регулацијата на водите ќе го падне во грчки раце и тие варда ќе го регулираат на начин на кој што сакаат, дека тоа ќе биде предавство и така натаму. Како? Апсолутно не е точно и е пак дадено во интерес. Не знам чиј интерес. Значи, процедурата е доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија. Значи, тој ќе има таков договор за производство на електрична енергија. Ќе добие дозвола за вода од Министерството за животна средина за производство на електрична енергија, а не да прави со водата што сака. Тоа е едната работа. Ние и сега, не само ние, туку во целиот свет има меѓународни конвенции и правила што важат за кај што имаме реки кои се влеваат во две држави. И Македонија како дел од Југославија. Југославија потпишала договор и со Грција и со Албанија, кој важи и ден денес, бидејќи е ратификуван меѓународен договор, дека ние, еве конкретно на Грција, во секоја секунда треба да им испуштаме 19 метри кубни вода. Во секоја секунда. Имајќи го Чебрен, немајќи го Чебрен. 19 метри кубни. Чебрен е проектиран во 60-тите години. Од 60-тите години до сега поминале 63 години. Го немаме изграден. Во Грција не гледам дека немаат вода или трпат земјоделците. Така, 63 години, ова било проектирано во 53-та. 55-та, 60-та, сега сме 2023-та. И ако не го изградиме, што ќе останат ли без вода? Не, оваа вода ќе ја користиме ние. И сега, како што се користи, и сега, еве, тука е многу важно да се каже дека на Тиквеш имаме водостопанство Тиквеш, кој има дозвола за вода за наводнување на земјоделските површини. И таа сега ЕСМ, кога работи, ја почитува, затоа што во таа има точно наведени периоди, во кои периоди кога започнува сезоната за наводнување, во месеците, еве да кажеме, март, април, како е, кои количини на вода мора да ги има располагање на резерварот. Таа дозвола му е ставена како обврска во договорот дека мора да ја почитува. Што значи, генерално со вкупниот, сега, например, Тиквеш, ако има производство последните 13 години околу 130 гигават часови, иако тоа е проектирано за 180, овие години произведува и под 100, се очекува да се зголеми.
производството. Зашто? Затоа што сега произведува колку ќе имаме природен доток на Црна река. Ако имаме суша, нема. Исто и за земјоделците, исто и за тикваш. Сега, кога ќе се изгради Чебрен, ќе биде најголемата акумулација после Охридското езеро. Значи водата вие ќе ја контролирате, ќе има контролиран испуст према Тикваш. И тоа цело речно корито до Тикваш ќе се имате уште една акумулација Орлов камен за пумпање. Значи ќе имате комплетна контрола на водотекот после Чебрен, што највеќе одговара на земјоделците, на водокорисниците, на Тикваш како електрана. Кога очекувате да почне изградбата на Чебрен? Па кај нас еден од секогаш проектираните временски периоди се околу 7 години, меѓутоа пак се зависи тоа од инвеститор, услови на терен. На колку време концесијата е дадена за Чебрен? На 60 години. Согласно законот за води, максимален рок е 70 години. Еве имаме одлука во 2010 година дека исто во одлука за почеток дека максимален рок за концесија согласно законот за води е 70 години. Вие сте ударени на 60. Так, да. Колку е стар Тиквеш? Тиквеш во моментот има изработено 53 години, што значи 53 години и да речеме да овој сега проектира 2 години, да извади одобрение за градба, 3 години, додека се изгради 7-10, значи Тиквеш некаде би се дал со старост од 63 години изработени, додека Чебрен 10 години еве да се гради од почетокот, да вкупно да биде во 10-та година, значи ќе работи 50. Значи ние сега, ако гледаме и од тој аспект, Тиквеш го даваме со 63 години изработени, а Чебрен ќе ни го вратат со 50. Така да и од тој аспект ќе бидеме во подобна. А во меѓувреме додека кој ќе почне да работи Чебрен, ова партиципацијата од 33% ќе придонесе нешто за цената на струјата, како ќе ја користиме за наш услови. И зошто грците прифатиле вакви услови, да речеме, го дајаме стар Чебрен? Чебрен е исплатлив Тиквеш, во сите анализи. Чебрен е исплатлив доколку продава цена во највисоките побарувања, во вршните часови, бидејќи тогаш цената е најпотребна, нели електричната енергија најбарана и има највисока цена. И идејата на проектирањето на Чебренот секогаш била таа да продавам по најскапа цена, да купувам на вечер кога е вишок во термоелектраните, дека тогаш нели работеле термоелектраните, биле добри. На вечер таа цена е вишак и е поевтина и нели вие правите разлика производство со пумпање во разлика во цените. Меѓутоа како се менува пазарот, и тој концепт полека се менува, меѓутоа пак останува потребата за пумпање, да најдете електрична енергија поевтина, меѓутоа се благодарение на обновливите извори, тоа да не го забораваме, се поголемиот влез на обновливи извори ја прави потребата за Чебрен уште поголема за системот, бидејќи тоа ќе му возможи баланс на системот. Еве сега уште една придобивка што таа не ја кажуваме. Кога ќе го изградиме Чебрен, ќе се зголеми целиот капацитет на система, значи може да прими уште повеќе обновливи извори, уште повеќе фотонапонски електрани, уште повеќе ветерни. А кој инвестира во тие ветерни фотони? Инвестираат нашите граѓани, нашите компании. Значи ние ќе има возможиме уште една придобивка во тој дел, бидејќи сега сите сакаат, нели имаме сонце, сите сакаат, меѓутоа во сите држави капацитетот на системот е тој. За да го подигнете треба да градите нови електрани на газ, на хидроелектрани. Како грците ќе произведуваат струја, ние како партиципенти имаме ли можност да Да, има опции во договорот, прави да ни ја понудат на нас. По цена која нема да биде повисока од пазарната, меѓутоа тоа сега во фазата на нивно финансирање и обезбедување на кредитот, и овде ќе видиме кои ќе бидат кои ќе бидат барањата на банките, дали ние можеме уште сега да се обврзиме, дали тоа треба да се направи сериозна анализа, дали може дополнително државата да подпише некаков долгорочен договор со Чебрен по цени кои ќе бидат однапред дефинирани врз основа на некоја формула, бидејќи цената за производство на Чебрен не зависи од берзите, не е газ да го увезете да го платите, не е јаглен да го увезете, туку зависи од трошоците за инвестиции, за одржување и развој, колку ќе треба да ја вратите инвестицијата, така да Чебрен може да има некоја со изградбата некоја фиксна и предвидлива цена, која нели може да се менува, да речеме, благодарение на инфлаторните движења, меѓутоа може да направите добар договор за да биде во да речеме да имат и државата заштита. Мислам дека тоа има простор за тоа.
не било направено во изминатите 20 години, имало барање од компаниите, меѓутоа сите процедури сме ги терале, бидејќи либерализација на пазарот, така, меѓутоа има и вакви можности, така да кои треба да се истражуваат во едно. Чебрен се прави како генерален бенефит за државата. Така е, од повеќе аспекти, не само од производство на електрична енергија. Благодарам што ве гости во. Благодарам на поканата. Одиме со музичка номера.